Председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Еден од главните аргументи на власта е дека ребалансот се прави пред се за четвртиот сет на мерки, дека буџетот, внимавајте, е екстензивен и фокусиран за справување со ковид пандемијата. Но да видиме, пред да преминеме на ова што е предложено, дали има и тронка вистина во ова што е планирано, врз основа на една кратка анализа на она што досега се случуваше. Бидејќи досегашните мерки, односно сетови на мерки, беа креирани за справување со негативните ефекти од ковид пандемијата, но и секако за да се зголеми приходната страна на буџетот, која за жал е во негатива за 12%. Или во превод значи дека целта не е постигната. За споредба, само за споредба, во најлошата година на режимска претходна влада било во 2009 со 91% реализација на приходната страна. Додека во најдобрата 2008 имало надфрлање за 12%. И истиот изнесувал 112%. Да не заборавиме дека имаме во моментов 920 милиони евра дефицит и сме задолжени со 1,1 милиарда евра. Да го видиме и викендот без ДДВ, односно што велат податоците. Колку сте вие, односно владата која што ја поддржувате, ефективна во планирањето и реализацијата. Планирани беа да се потрошат од страна на граѓаните 170 милиони евра. За жал, огромна жал, реализирани се само 9 милиони. Потфрлање на викендот без ДДВ за цели 19 пати. За цели 19 пати. Очекувано било негде околу над 400.000 граѓани да ја користат мерката. Овде сте нешто подобри во потфрлањето, бидејќи истото е за половина. Помалку од 200.000 граѓани ја користеле мерката. Внимавајте, од планираниот поврат на ДДВ што требаше да се исплати назад на граѓаните, кој изнесувал 17 милиони евра, на крајот на денот требало да се вратат, односно треба да се вратат 1,1 милион евра. И најинтересно е сето ова, дека сте планирале 17 да вратите, излегува да вратите 1 и немате пари тие да ги вратите. Па им кажувате на луѓето дека ќе се вратат за 15, на 20, 30 дена. Токму потврда на фактот на она што го зборуваше Мисајловски пред малку. Немате пари во буџет. Немате пари, можете што сакате да планирате, можете со какви сакате бројки да се расфрлат овде. За жал, ништо од тоа не можете да го реализирате. Не знам дали е трагично или смешно ова што од планираните 17 милиони не можете ни еден да вратите. Тоа ќе го процени македонската јавност. Понатаму, капитални инвестиции во здравството, бидејќи овие сет мерки, овој ребаланс се прави пред се за справување со ковид пандемијата. Во периодот 17-20, во тие речиси 4 години, сте испланирале 57 милиони евра, а сте успеале да реализирате само 38, од кои 17 милиони евра или 44%, речиси половината, се во 2017 година. Сите останати, половина, околу 18 милиони, се вкупно во останатите 3 години. Токму тоа уште еднаш само докажува дека се ова што го правите е гол популизам. Бидејќи имавте прилика, можевте овие бројки да бидат поразлични, за тоа да го докажете и пред нас и пред целокупната македонска јавност, но за жал не го направивте тоа.
Само исто да ве подсетам, зона режимско ВМРО, во периодот 13-16, значи во претходните 4 години од овие кои што сега ги кажувам, од планирани 119 се реализирани 100 милиони евра капитални инвестиции во здравството. Тоа е за 62% повеќе. Нели здравството ќе беше бесплатно за сите? Тоа го слушавме Заев како го кажува. Првата таква изјава е дадена на 2 јули 2018 година. Пред повеќе од 2,5 години. Како бесплатно здравство? Без вложување во здравството? Или тоа што се кажува претходно не важи? Лагите и манипулациите, значи може да ги користиме секојдневно без да мислиме дека ќе имаме одговорност за тоа. Неколку пати укажувам на тоа. Тоа не минува. Да не забораваме и дека имаме над 46.000 нови невработени и тоа само во периодот на март-септември годинава. 46.000 од март до септември. Не според ВМРО ДПМН, според СДСМ, според владата, според Агенцијата за вработување. И тоа е лажна вест. Во март сме имале 107.732 невработени, во септември имаме 151.359. Над 46.000 нови невработени за неколку месеци. Ете толку ви вредат мерките. Со други зборови, почитувана јавност, мајка и расплакавте и на држава, и на економија, и на фирми, и на се. Па така, со овој екстензивен и фокусиран на справување со ковид пандемијата буџет, се покачува и буџетот на Министерството за односи за заедниците за цели 5 милиони. Зошто се наметнува прашањето, кога една од главните цели според вас е борба против пандемијата? Зашто зголемуваме буџет, министре? Да не сакам ни да помислам за она што наголемо се слуша веќе за мерка за олеснување на данок за тимбилдинг. Замислете, во сред пандемија, кога го ограничуваме движењето на луѓето, ние ќе го намалуваме данокот за тимбилдинг. Не знам дали е трагично, дали е смешно, дали е Монти Пајтовски. Пошто ако имате некој Монти Пајтовец у влада и ова го прави, тогаш можам да разберам. Да не заборавиме и на задолженоста од 60,7%, што значи според мастритски стандарди, не ВМРО-вски. Значи, оние у Европската Унија на кои што толку сакате да се повикувате, сме високо задолжена држава. Тоа значи потешко обезбедување на кредити, односно обезбедување на кредити со многу повисоки каматни стапки. Значи, направивте парите да се многу поскапи за да може да функционира државата. И тоа го направивте за само 3, односно неполни 4 години, бидејќи повторно за споредба, во 2017-та задолжувањето беше 46%. За неполни 4 години го зголемивте за речиси 15%. Неуспех до неуспех. И овој екстензивен и фокусиран на справување со ковид пандемијата буџет не е ништо повеќе туку неразвоен буџет кој нема да даде одговор на ниту еден предизвик кој што го имаме пред нас од ковид пандемијата. Се фалите дека имаме 13.000 брзи тестови, обезбедено донација, извинете. Или Абот тестови, кои што компанијата Абот од страна на FDA има добиено дозвола за производство на овие брзи тестови уште во април, пред 8 месеци. И имаат капацитет за производство од 50 милиони теста месечно, а ние овде зборуваме за 13.000. Нешто што требаше многу одамна да го направите во многу поголем обем и да тестирате секој еден од нас во државава. Што е уште поинтересно, цената во Америка, новија тестови е $5. Кај нас
1000 денари или 17 долари. За некои си 70% поскапи. И добро е што се опаметивте и што, еве, гледам дека денеска има најава ќе бидат бесплатни. Ова е класичен пример за АПП институтот. Ако проđе, проđе. Ќе си пробаме, ако може да им земеме на луѓево пари, ќе им земеме. А ако не може, тоа е тоа. Ама што е многу интересно, дури од 15 ноември е првиот слободен термин за да може овие тестови да се користат. Овие донираниве што ќе бидат нели бесплатни, но овие што им ги наплативме, ќе им ги вратите парите. Претпоставам исто како со овие што ги вративте од викендот без ДДВ. А што е уште поинтересно и небулозно во целата ситуација е изјавата на Филипче за тоа дека функционерите бесплатно и преку ред се тестирале. На 2 ноември е дадена изјавата како одговор на новинарско прашање. Ете така ни функционира државата предводен од вас. Верувам дека и вие не се согласувате. Верувам дека барем има еден од вас кој што изреагирал ка Филипче и му кажал сите треба да си одат поред. Верувам дека еден барем ќе каже дека тоа го направил. Ова е катастрофа. Незнаење, нестручност, некадарност, непрофесионалност. Бидејќи во овој екстензивен и фокусиран на справување со ковид пандемијата буџет, не се застапени основните постулати и препораки на ММФ. Внимавајте, не ВМРО ДПМН. ММФ ви укажува дека економската криза може да се надмине само со вложување во капитални проекти. А што правите вие? Вие кратите на капиталните инвестиции и ги изголемувате на ставките за набавка на мебел, за привремени вработувања, за набавка на коли, за да си делат министриве од кога станаа во рок од неколку дена тендери на своите најблиски. Знаете ова што се случуваше во Штип. Наместо да креирате мерки и да овозможите вложување во проекти кои ќе обезбедат плата, вие, односно владата која што вие поддржувате, нема појма што прави. Па ајде од каде што не знае. Уште и крајно арогантно и самобендисано не сака да послуша, еве, не тоа што ВМРО го кажува, тоа што ММФ го кажува. Многу пати во минатото сум ве повикал, не еднаш, не 100, не 1000, милиони пати. Кажете ми еден капитален проект кој што оваа власт го започнала. Го смислила, проектирала и го започнала. Нема. Нула. И впрочем, тоа и цело време го докажувате, тоа се гледаше и на комисијата, тоа се гледа и овие денови. Бидејќи отврливте речиси се што предложивме како опозиција. А од друга страна ни говорите како требало тоа заеднички да го правиме. Па што не покажавте со пример? Еве, ние покажавме со пример. Зедовме 177 амандмани, ги поднесовме за добробит на граѓаните. Зошто не одговорите позитивно на тој позитивен пример? Или едно е што ќе зборуваме, а друго е што ќе правиме. 5 само прифативте. 5 од 177. А токму целта, меѓу другото, беше да се потигнат капиталните инвестиции. За жал, оваа власт, освен што знае да подкупува гласачи, како се краде, како се уништува, не знае ништо друго. И за тоа не се најде место во сите овие предложени амандмани за набавка на компјутери за 40.000 ученици за деца од основно и средно образование. Ниту пак се согласивте да набавиме компјутери за 300 деца од групата на социјален ризик во источниот регион во Република Македонија. Нити па сакавте да обезбедиме субвенционирање на кожарската и текстилна индустрија, кои што и текако се погодени со ковид пандемијата, а истовремено со и ниско профитни бизнис, односно компании. Значи ги оставивте да си одат низ вода. Немаше исто така нити сенски власта за обезбедување на средства за изградба, односно почнување на проектот за изградба на обиколницата околу град Велес. Нели и тоа не е капитален проект. Ниту пари за пошумувања, пошто нели сите се грижиме за здрава животна средина, нели ги слушавме експертите како загадувањето придонесува кон ширење на пандемијата, и тоа не беше битно.
Уште неколку ствари, еве за општина Велес, од каде што ми е и потеклото. Значи, немаше пари за изградба на затворен базен, немаше пари за изградба на мост кај населбата која што се шири во Речани. Немаше речиси за ништо пари за тоа што ви предлагавме. Значи, Велешани да изградиме пречистително станици да пијат здрава и квалитетна вода за пиење, немаше пари, тоа не е од интерес. Но немаше исто така и за огромни капитални проекти пари, како што е изградбата, односно почнувањето со изградба на автопатот Битола-Велес. Многу вакви. 172 вкупно се одбиени. Зошто? Тоа мислам дека најдобро вие ќе го одговорите. Бидејќи се ова беше планирано и се ова беше предложено за да им помогнеме на граѓаните, за да можат луѓето да земаат плата во оваа криза. Бидејќи како што и претходните говорници кажаа, еден капитален проект немате. Нема како да се вратат парите назад во буџетот. И пред да ми кажете дека како пратеник на опозицијата дека нормално да критикувам, ќе ве потсетам само дека овој новиот пакет на мерки, впрочем како и претходните останати, го критикуваат и не се согласуваат со него токму оние за кои е наменет. Комори на занетчи, издружение на угостители, мал милион излегоа и ги критикуваа. Ама вие немате сенс за тоа. Не сакате да ги слушнете луѓето. Зошто? Кој е одговорот на ова прашање? Зошто? Кога се предлага нешто што е добро за сите, да не се каже дека дошло од ВМРО, па нека кажете, го правите тоа, пошто ММФ така ви кажало. Немаме проблем ние со тоа. Знаете зашто ги критикуваат сите овие мерки? Затоа што процентот на реализација на првите 3 сета на мерки велите дека е 54,5%. Драги мои, не е ни 50. Не е ни 50, тој процент изнесува феноменални 35,2%. Од планираните 550 милиони евра, имате реализација од само 194 милиони евра за економски мерки за справување со COVID-19. Не знам по која математика, според СДСМ, според Битики или кои да ги даваш изјавите, е 54,5. Како 194 од 550 е 54,5? Многу ме интересира некој да ми одговори која е таа весела математика, каде што 109 од 550, 194 реализирани е 55%. Тоа мислам дека никој нема да излезе да го објасни. И ова не е за тоа што јас го кажувам, не е за тоа што опозицијата го кажува. Ова се бројки, екзактни работи. И ова е наведено, мислам дека една од колешките пратенички го цитираше Financial Think. Требало да ги види и овие работи. Мислам дека беше од вчерашниот говор. Пошто ова е тоа на кое што ви укажуваме цело време. 35,2% реализација со првиот сет на мерки. Од планираните 550, 194. И ги имаме и поставки, ако сакате ќе ги споделиме да ги видите. Ви благодарам и ќе завршам само со еден поздрав кој што го гледаме деновиве се кружи по порталите. Чисто ме интересира вака, сигурен сум и македонската јавност, на кого ќе се однесува новиот скандал рекет. Благодарам.